имаше лица на тараса. И вика, ве молим, комшивка, не знам по име која, се јави сега, вика, се качени на кров на куќа, нема излез, вика, ве молим за помош. Цел пат со 3 возила едно на друго беше препречено. Па сме се качувале на тараса на една куќа, па од тараса сме префрлјале на улица. Од тука се качивме, мислим отиднавме кај ним, лицата излегоа од едно пенџерче мало, им дадовме слабица, ги излековме од тука, уплашени. Ние бевме во самата поплава во среде фактички и само си седевме и си ги слушавме граѓаните кои бара помош да идеме. Значи брза помош сме дале, излекување на лица на безбедно место и си заминуваме од тоа место, пошто више она на безбедно што ќе правиме ние, тука. Импровизирано со импровизирани весла, влегува во уличките, според информациите, еден од тие може да даде примери колегата Манолев. Единствен начин беше по таа улица да се влезе само со чамец. Значи имаше вода повеќе од 2 метра. Со координација од помошни командантот бевме упатени тука. Прво пробавме со возило, едноставно главеа возилата на првиот момент. Излеговме, водата беше на моменти преку нас, па мораше дури да пливаме. Со чамците, кај што се упативме, нели, секако беше, условите беа многу лоши. Луѓето беа качени едноставно на крововите, на втор спрат, значи единствена помош бевме ние таму. Имаше премногу деца, жени, приоритет има, нели, и повредени лица. Така кажуваат, нели, нивните од родители, од фамилијата, имаме тука деца, викам мора да влезете. Сега немавме нека соодветна опрема за таму, ама ете, пак ќе кажам, со пожртвуваност пробувавме на тој начин да се нурнеш негде да... Буквално во оние сводови, господине министер, каде што подрумите, нели, делот е понизок, па прекриен со вода, но во надвешниот дел има празен простор. Мора, значи, да се влезе под вода, не знаеме што не очекува таму. Значи, дали ќе имаме воздух таму или не, меѓутоа кажано беше дека има заробени лица, мора да го направиме тоа, доколку има простор и воздух горет, меѓутоа ако нема ќе мора повторно со нуркање да се врати назад, зборам нуркање на здив. Значи не е она со нуркачка опрема. Влегуваме таму, доколку има лица, значи мора да се смират, да им се каже што треба да се направи за да може да се излечат по истиот пат, да ги ставиме во чамеци, да се излечат на суво. Се погледнавме со колегите, не можевме веќе да чекаме. Влегавме во просторот кај што беше водата надојдена. И успеавме 15 лица да ставиме во едно возило и да ги однесеме на безбедно на пунктот кај што беше за прифаќање